Ако за денот на жената, 8 март, децата или нивните родители инсистираат учителката да прими скап подарок, тогаш таа ќе може да го земе, ама не смее да го носи дома. Скапите подароци ќе треба да останат во училиштето. Школите и сите други буџетски институции ќе треба да водат посебна евиденција на сите примени подароци, нивната вредност како и од кого е подарокот. Ова се пропишува со лани донесениот закон за вработените во јавниот сектор, каде е пропишано подароците кои смеат да ги примат државните и јавните службеници најмногу 3 пати годишно мора да се вредни 1000 денари или трите подароци на годишно ниво да не надминуваат 3000 денари. Битолчани со поделени мислења околу висината на цената на подарокот. Нема потреба да се намалат, тоа е одлука на самиот ученик кој колку ќе подари. Некој може да цени работата на учителката и сака да поклони нешто повеќе. Тоа е во владење на наставничката и на учителката. Секако 1000 денари е висока ставка, меѓутоа карамфил или нешто слично може да се купи. Доволно, не мора да е една дилјадарка. Вработените во јавниот сектор се обврзани да ги предупредуваат дарителите дека подароците кои ја надминуваат вредноста стануваат сопственост на работодавачот. Во случајот дарителот да инсистира на примање на подарокот, вработениот е обврзан да го достави до работодавецот, велат од Министерството за информатичко општество и администрација. Забраната се однесува на вработените во образованието, здравството, културата, трудот, полицијата, армијата, царината, државни и јавни службеници, фондови, агенции, јавни предпријатија и затвори, односно учителки, лекари, полицајци и цариници. Надзор над забраната за примање подароци прави Државниот инспекторат за труд. За државните службеници пак надлежен е Управниот инспекторат. Забележани прекршоци ќе се казнуваат со 1500 евра.